واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. Благодарноста му припаѓа на возвишениот, семокниот створител на земјата и небесата Аллах субханаху ва та'ала, кој што ни овозможи денес да се собереме во една од Аллаховите куќи, да бидеме дел од радоста на нашиот брат Ибрахим по повод осонетувањето на своите деца. Јас го молам возвишениот Аллах субханаху ва та'ала со најубавите своји имиња и своји атрибути да му даде хаир во животот на неговите деца, да ги направи покорни на Аллах субханаху та'ала, послушни на своите родители, да видат хаир од него и целиот исламски уммет да види хаир од тие деца. Верникот, без оглед на ситуацијата, секогаш го бара задоволството на Аллах субханаху та'ала. И секогаш пази и во радост и во тага да не ги прегази Аллаховите граници. Пред се го бара задоволството на Аллах субханаху та'ала. И тогаш покажува и докажува дека највредното му е задоволството на Аллах субханаху та'ала. Значи и во радост и во тага тој го бара задоволството на Аллах субханаху та'ала. Нажалост, многу од оние кои се нарекуваат муслимани со име, исламот го сведиле на неколку сегменти. И тоа, која ќе направи сунет за своите деца, мисли дека тоа е исламот. Само која ќе направи сунет за своите деца, да направи една добра свадба, со многу алкохол, со добра музика, да викне најдобрите пејачи, да направи еден спектакл. И покрај тоа што прави сунет, го прави со харам, со алкохол. Која ќе има некој смртен случај, да направи еден мевљот. И некогаш таму од бајрам во бајрам да истаѓа некој намаз. Порано луѓето мислат дека ова е само исламот. И нажалост и ден денес ги имаме тие луѓе. И покрај тоа што суннет го нарекуваме, или обрезување, или во арапски се вика хитан, значи хукмот му е, прописот дека е ваџиб. Аллах субханаху та'ала ни кажува во Куран, вика ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Вика и потоа Аллах субханаху та'ала, значи му објави на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем и следи ја верата на Ибрахим алейхи селам, која што е чиста вера. Ибрахим алейхи селам не беше од неверниците. Значи Аллах субханаху та'ала во овој курански ајет ни наредува да следиме традицијата на Ибрахим алейхи селам. А Ибрахим алейхи селам е оне кој го практикувал обрезувањето, хитанот или суннет што викаме ние. И исто така и своите деца, значи ги направил суннет, како го викаме. Исто така Мухамед саллаллаху алейхи ва селем ни кажува хадис кој го пренесува Џабир радијаллаху ан, го бележи имам Бейхаки, вели аqa النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما ل7 أيام. Вели Мухамед саллаллаху алейхи ва селем за своите внуци Хасан и Хусейн колел акика и ги правил суннет или обрезување на 7-миот ден. Исто така вика Мухамед саллаллаху алейхи ва селем хамсун мин ал-фитра, 5 работи со фитра, природа, и едно од нив ги спомнува ел-хитан, значи обрезувањето. Што значи дека хукмот е ваџиб, иако останало како зборка и нашите предци како суннет го викаат. Многу битна ствар или поголем хак на родителот на своето дете од овој хитан е да го едуцира, да го образува исламски. Значи да го научи на исламот, да го научи да живее покорен на Аллах субханаху ва та'ала. Аллах ни вика во курански ајет: "Ја юхалладина амену ку анфусакум ва ахликум нар." Овие кои верувате, вели чувајте се самите себе си и вашите породици, вашите фамилии од џехеннемот. Вели Али ибн Аби Талиб во тефсирот на овој курански ајет, вели еддибухум ва аллимухум. Вели научете ги на едеб, научете ги вашите деца, вели на пристојност и научете ги на динот пред се. Затоа значи најголемиот хак на детето кај родителот е уште од мали нозе да го научи на динот, да го воспита,
da mu daje to da ima ušte od malo, da ima ljubav kon Allah subhanahu wa ta'ala, kon Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kako vikame narodski, što ke poseješ, to i ke žneješ. Koliko ke vložiš vo svoje to dete, toliko ke go vidiš hajrot na stari godine od него. Порано вие знаете, луѓето живееле во посиромашни услови. Пример, во една соба знаеле да спијат и по 5 и по 10 луѓи, да јадат во една соба. Меѓутоа, кога ќе јаделе, имало махаббет помеѓу нив, имало муабет, имало љубов, имало топлина помеѓу нив. Денес вие гледате луѓето направиле палати по 4, 5, 6 прата куќи, по може 5, 10 соби, 20 соби, али гледаш тој јади на страна, тој нема муабет со него, тој нема муабет со него, гледаш тоа ладност. Зошто? Затоа што не сме вложиле доволно во нашите деца. Доволно не сме ги воспитале. Ти од мал не си го воспитал тоа, ти кога ќе порасни, утре други ден да ти го знае хакот како родител, како мајка или како татко. Значи затоа најголемиот хак на детето кај својот родител е да ги научиш на исламот, да ги научиш да го сакат Allah subhanahu wa ta'ala, а после тоа да те почитуваат тебе како родител. Вели Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем: "Мурру абнаекум бис-салати ва хум абнау саб'a, вадрибухум алейха ва хум абнау 10, ва фарриqu бейнахум фил мадажи'." Вели, наредете на вашите деца да кланјаат намаз, уште кога имаат 7 години. Ако не слушаат, вика на 10, благо. Полека, вика, удрете ги помалку, за да се воспитат кога ќе имаат 10 години. Значи веќе малку построго, да се стегни. Зашто ако не му даеш тоа воспитување што од мал, тој сигурно дека ќе оди по други патишта. Кога тој не го почитува Allah subhanahu wa ta'ala, што ќе те почитува тебе како родител? А ако знае дека тоа е хак од Allah subhanahu wa ta'ala, дека најголем хак кај едно дете, после Allah subhanahu wa ta'ala, имаат родителите. Видете како, ќе споменем пример од претходните генерации, халифата на муслиманите, значи првиот човек, по име Харун ибн Абдул Мелик. Харун, рахимахуллах, бил халифа и гледа еден ден, го нема сидмо во џума. Не дошол да клања, го бара, го нема помеѓу клањачите. Прашува каде си, го нема. Браќа Абер, донесете ми го сидмо, му го носа. Каде си ти? Не си клањал со нас? Вели, татко имал долга коса синот. Вели, бев зафатен, ја правев косата. Се чешлав, се правев. Аха, рекол така. И од денес, рекол, ти ќе бидеш нула, келеш. Цела коса му ја истрижал и му забранил да чува повеќе долга коса и да шета така цела година, како келеш. Како казна за тоа, уште еднаш да не пропушти намаз. Исто така еден друг халифа, Абдул Мелик ибн Мерван, гледа неговиот син го нема во џемат. Не дошол да клања, али син му бил малце по-полн, по-дебел. Прашува каде син го нема, дојсете ми го, му го носат. Кај зошто не си дошол во џемат да клањаш? Вели, татко, не можеше моето превозно средство, како што има, нели, коњи, камили во тоа време што има, вели, не можеше да ме донесе до џамија, па вика, не можев да дојдам и затоа не дојдов да клањам во џемат. Аха, рекол така. Рекол, цела година нема да се качиш на превозно средство, ќе одиш пешки. Зарем Allah subhanahu wa ta'ala не ти дал нозе да шеташ ти? Му забранил. Сега ти на детето сите услови му ги даваш, најнови 6-ка, 7-ка телефони, најдобри коли купуваш, а гледаш го нема никаде во дин. Кој е крив? Запрашај се самиот. Не клања намаз, од тоа што си му дал нешто тргнемо некако, значи, дај му до знаење дека прв хак го има Allah subhanahu wa ta'ala. Значи, уште од кога е мал, тоа воспитување да му се дај. Да има таа страхопочет од Allah subhanahu wa ta'ala, уште од мали нозе. Зошто? Затоа што, после Allah subhanahu wa ta'ala, најголем хак имаат мајката и таткото. Allah subhanahu wa ta'ala својот хак во Куранот не го изедначил, не го споредил со никој, освен со родителите, со мајка и татко. Замисли хакот на мајка и татко го споредува со Allah subhanahu wa ta'ala. И вика Allah subhanahu wa ta'ala во Курански ајет: "Ва'буду Аллаха ва ла тушрику бихи шеј'a, ва бил валидейни ихсан."
Veli obožavajte go samo Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tušriku bi šeja. I nemojte nikoj združenik da mu pripešuvate na Allah subhanahu wa ta'ala. I na roditelite budite mu dobročinitelji. I dobročinstvo da se pravi na majke i tatko. Znači u ovaj ajet Allah prvo go spomnuva čiji hak, svoj hak, da ne mu se pravi širk. I odmah do njega u ist kontekst spomnuva i dobročinstvo na roditeljite, na majke i tatko. Znači ovo je dovoljno da shvatime koliko je vrednostna majka i tatko to. Imat hak nad bilo što drugo, osven Allah subhanahu wa ta'ala. U drugom kuranski ajet veli Allah subhanahu wa ta'ala وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Odredi tvoj gospodar da ne ga obožavaš nikoj drug osven Allah subhanahu wa ta'ala i da bidiš dobročinitel kon majkata i tatkoto. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. I veli Allah subhanahu wa ta'ala, ako nekoj od njih ili dvajcata, bilo majka, bilo tatko, doživeat starost kaj tebe, nemoj da mu kažeš ni uf. Od tebi se tome kuranski ajet stoji vikat, ako bi imalo zbor pomalo duf, će go spomneš Allah subhanahu wa ta'ala. Nema ko što može da napraviš. Ti nareduva nešto, svega ovaj. Znači, nema nešto pomalo. Zato najmalo to nešto go spomnu Allah subhanahu wa ta'ala. Nemoj da mu rečiš ni uf na roditelut. Wala tanharhuma. I nemoj da go povišiš tvoj ton na njih. Nemoj da mu vikaš na njih so visok ton. Wala tanharhuma. Wa qul lahum qawlan karima. I reči mu, obraćaj mu se so blagi zborovi. Ponizno. So skrušenost. So respekt prema njih. So ubavi zborovi. Izbirani zborovi. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sahatillah fi sahatir rab. Sahatillah fi sahatil walidain. Veli sržbata, lutinata Allahovo se krije vo toa ako bidat od tebe luti majka ti i tatko ti. Warida al-walidain fi rida rab. A zadovoljstvo na Allah subhanahu wa ta'ala se krije vo zadovoljstvo na majka ti i tatko ti. Ako se ti je zadovoljni od tebe, će biti zadovoljni i Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ti je se luti na tebe, i Allah subhanahu wa ta'ala će biti lut na tebe. Koga Allah subhanahu wa ta'ala gi fali v Kur'anu, Allahovite pejgamberi, ne gi fali za to deka mnogo namaz klanjale, ili deka mnogo ibadet pravile, deka mnogo postale, ne. Znajte zašto gi fali? Gi fali deka bile dobročinitelji na svojite roditelji. Kažu vas za Jahja a.s. wa barran bi walidayhi. Vika beše dobročinitel na svojite roditelji. Isto tako kako fali Isa a.s. da beše dobar su svojata majka. Vika wa barran bi walidatihi. I beše dobročinitel na svojata majka. Jedan den Ebu Hureyre radijallahu an. Majka mogu povikala, ja Ebu Hureyre, inače ime mu Abdurrahman ibn Sahrin, rekao dojdi ko pobaralo za nešto. I normalno kada te vika, nekoj mu se odzivaš, neli? Poveli ili bujru mu se odzivaš. Ebu Hureyre u toj moment so visok glas mu se odzvil. Rekao, lebejke ja ummi. Rekao, ti se odzivam o moja majka, ama glas od malce go povišil poveki. Lebejke, ti se odzivam majko, kaži. Posle si razmislil, jas napravio gref na Allah subhanahu wa ta'ala. Go povišiv ton od moj na majkami, što sam napravil jas. Go gledal kako planina na sebe, go gledal kako golem teret, kako golem tovar, kako golem gref. Počnem da pravi istikfar. I što napravil? Sobral, zamislite koliko bil siroma Ebu Hureyre. Uspjel da soberi i 2 robovi da otkupi, da gi oslobodi. Samo za da se otkupi od ovaj gref. Zamislite, 2 robovi gi otkupil. I pravil istikfar dolgo, samo za ovaj zbog. A kada se denešните deca, cite nije smemo to. Kako mu se obrajkeme na našite roditelji? Koliko pati smo gi povredili? Ti je delili od svojata usta, za ti da bidiš najaden. Sedele gladni, za ti da bidiš najaden. Ne spijele so nojki, za ti rad da spiješ i da uživaš. Denot, pravile nokta, pravile den.
за ти да бидеш нешто утре други ден. Дори ти си се школувал, тие биле како робови за тебе. За ти да бидеш добра личност утре, вложиле во тебе. Биле несрекни некогаш, трпеле, за ти утре да бидеш среќен. И сега доаѓа и му вика, што знаеш ти, оди таму? Или со некој го пцуе. Аллах да чува, има уште полошо, има кои креват рака на своите родители. Аллах да се чува. Абдулла ибн Месуд, ради Аллаха, еден ден мајка му го викна. Вика, сине, донеси ми вода во посел. Знаете, порано немало струја како денес имаме ние струја. Темница, Абдулла ибн Месуд му носи вода. Кога гледа, дури да му донеси, пошто немало чешми како денес, дури да му донеси вода, мајката заспала. Сега си мисли Абдулла ибн Месуд, ако оставам тая вода до неја, може би тая ќе се разбуди, али нема да знае дека има вода, ќе седи жедна до саба, а јас ќе бидам голем грешник, Аллах субхану таала. Да се тргне не може, па одлучи да седи се до сабах намаз на нога пред неја, да ја чека. За ако се разбуди, одма да му дај вода. И до сабах намаз стоела. Кога се пробуди, мајката ја пробуди за сабах намаз, да клања сабах, и му вика, мајко, повели водата што ми ја побара синоќе. Замислете до колку пазале да не ги повредат своите родители, да не сгрешат во хакот на Аллах субхану таала, затоа што знаеле дека ако родителот е задоволен и твоето дете, ако е задоволен родител, ќе биде задоволен и Аллах субхану таала. Знаете исто така хадисот кога тројца од Бени Исраил биле заробени во пештера. Падна карпа над нив на влезот. Ги затвори, не може да излезат. Нема помош, освен чекаат смртта. И одлучиле со добрите дела кои ги правеле да барат помош од Аллах. И едното од нив ја спомна својата случка. Вика, ја Рабби, ти знаеш дека таја ноќ се вратил од својата стока кај што имал, кај што ги молзел, и зел млеко, ги измол со своите крави, и зел млеко, доаѓа кај родителите да му дај да пијат ноќ, ама малку закасно. Па родителите заспале. Кога дошол кај нив, нормално децата почнале да плачат. Сакат млеко. Али овој знае дека хакот на родителите е поголем. Ги чекал на нога се до сабах намаз, а децата плачејќи го тргаат долу. Баба, дај ни млеко за нас, Тој се до сабах ги чека да не се пробудат мајката и таткото. Па рекол, Аллахумме, ја Аллах, ти знаеш дека тоа дело беше искрено за твоето лице. Ако беше искрено само за твоето лице, помогни ни нас сега оваа карпа да се тргне од нас, да излеземе од тука здрави живот. И Аллах субхану таала, затоа што било искрено за Аллах субхану таала, ја поместил таа карпа. Значи делото било исклучиво само за Аллах субхану таала. Исто така Уваис ал-Карни, или како го викаат некој Уваис ал-Карани. Уваис ал-Карни, човекот е од табиините, живел во време на Мухамед саллаллаху алейхи ва селем, али никогаш не го видел Мухамед саллаллаху алейхи ва селем. Али немало дова да не ја направи, Аллах да не ја прими. Секоја дова Аллах субхану таала му ја примал. Па Мухамед саллаллаху алейхи ва селем му наредил на Омер ибн ал-Хаттаб, рекол, ја Омер, ако го сретнеш Уваис ал-Карни, овој човек, барај од него да прави дова за тебе. Субханаллах. Му наредува на Омер ибн ал-Хаттаб, идниот халифа на муслиманите. Му вика, ако го сретнеш тој човек, барај од него да ти прави дова за тебе. Зарем толку голем кај Аллах субхану таала? Кое дело го има да се запрашаме? Уваис ал-Карни што толку стигнал кај Аллах субхану таала, ниту една дова не му се одвраќа. Доброчинство на својата мајка. Бил многу добар со својата мајка. Ја носел на грб својата мајка. И јатер од тоа дело станал толку близо кај Аллах субхану таала. Ниту еднаш не сгрешил на својата мајка. Сакаш да бидеш близок со Аллах субхану таала? Сакаш да Аллах биде задоволен од тебе? Направи да твоите родители бидат прво задоволни од тебе. Дошол еден човек на хаџ и ја носи својата мајка на грб. Доаѓа од Јемен, замислете кај е Јемен,
кај Кеабе. Ја носи мајка му на грб, замислете. И во таја гужва во хач, што сте биле колку има гужва, и гледа да ја носи на себе мајката. И после тоа доаѓа кај Абдулла ибн Омер. Вика, јас ја носев мајка ми од тамо до тамо, на све на грб. Сум предал со неја тавав. Дали сум го исплатил хакот, борџот према мојата мајка? Вика Абдулла ибн Омер, вели, ти не си платил николку вала талкатен мин талакати еснал виладе. Вика, ти не си исплатил од својата мајка ни една тешкотија, ни една болка која ја имала твојата мајка кога тебе те породила. Ни една болка од тие многу болки кои ги имала во процесот на породување, ти не си исплатил на твојата мајка. А каде е цел живот? Каде е тоа кога била небудна за ти рад да спиеш? Кога од себе одвоила својот живот, од своето здравје, за ти да биде здрав и жив. Каде е цел живот? Ти ја гледаш сега твојата мајка, али се надеваш за нејзината смрт. А таја те гледала тебе, со надеж за ти да порастеш, да живееш. Тука е разликата. Доаѓа друг човек кај Абдулла ибн Омер. Вели, јас убив човек. Како можам да се отплатам кај Аллах субхану ва таала? Како можам да си го опростам тој грев? Да Аллах ми опрости мене. Вика Абдулла ибн Омер, вели, ла а'лему илла биррул валидейн. Ма тукефируха илла биррул валидейн. Вика, не знам друго дело кој може да биде себеб као кефарет за ова, освен доброчинство на родителите. Доаѓа човек кај Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем. Вели, ја Расулуллах, инни уриду ал-џихад маак. Вели, ја Расулуллах, јас сакам да одам во борба заедно со тебе. Сега, прво прашање, што би прашал пејгамбер селем? Дали ги познаваш добро боречките вештини? Дали имаш искуство? Така би рекле ние. Не. Што го праша? Дали го прашава? Не. Вели, ај хајјун валидейк. Вика, дали се живи мајка ти, татко ти, некој од нив? Вели, да. Па му вика, биди добар кон нив. Остани дома и биди добар кон мајка ти, татко ти. Фа иннал дженнете тахте еқдамил уммахат. Затоа што вика, дженнетот е под нозете на твојата мајка. Му наредува да остани дома. Замислете. Бил запрашан Абдулла ибн Аббас. Ма биррул валидейн. Што е доброчинство? Рекол, доброчинство на родителите е многу долго, за да зборувам за тоа. Добро рекле, тогаш кажени, о Абдулла ибн Аббас, о ти кој си најучениот во науката на тефсир, најдобро што го знаеш Куранот, што го познаваш, тогаш кажени што е укук. Укук по превод значи непослушност на родителите. Тогаш известине што е укук. Рекол, укук, да би истресил облеката до еден од родителите и да дел од прашината падни на твојот родител, ти, кај Аллах субхану ва таала, се рачунаш како непослушен. До толку, значи до ситница. Значи треба многу да пазиме како се однесуваме кон нашите родители. Знаете зашто? Затоа што родителот е за тебе дженнетска врата. Е врата од дженнетот за тебе. Треба добро да ги чуваш. Повеќе од своите очи треба да ги чуваш. Еден ден Хасан ал-Басри рахимахуллах почнал многу да плаче. Многу плачел Хасан ал-Басри. Пару луѓето го запрашале, о имам, ти си многу побожен човек. Ти нема дело кој не си направил добро и си бил доброчинител на твоите родители. Зошто толку плачеш? Рекол, плачам затоа што ми помина еден од родителите на ахирет, ми пресели, ми умре. Па рекол, ти си бил доброчинител, што има потреба толку да плачеш? Рекол, јас не плачам дека го изгубив во дуња. Јас плачам затоа што ми се затвори една дженнетска врата. Плачам затоа што ми се затвори една дженнетска врата. Али ибн Маъмун, халифата во тоа време, Али ибн Маъмун по име, нормално во Басра имал палата и секој ден прозорецот одгоре гледа што има во улица. И секој ден гледал еден човек како работи како амал во пазар. Носи на него работи за да си спечали парче леп. И гледа како секој ден доаѓа од сабајле, клања 2 рекјата духа,
пак зема работи. После тоа оди во реката Диджиле, која се вика, зема пак абдес. Клања пладне, пак работи. Се така до пред акшам. Потоа купува нешто малку леп, малку тоа што има во пазар и се враќа кај своите дома родители. Секој ден се така, истото, да го гледа човекот насмеан, среќен. Еден ден овај Али ибн Меъмун вика, дој се теми го овај човек кај мене. Да видам што е тоа што го прави толку среќен, задоволен во животот. Го носат. Вика, те гледам секој ден вака и вака. Што е твојата тајна? Вика, јас имам дома родители кои се постари во години. И вика, јас му правам хизмет. Јас ги чистам, му давам јадење и ги носам. Секој ден вика истото. Вика, што велиш да дојдеш кај мене тука во мојата палата, во мојот дворец да живееш, донеси ги мајка ти, татко ти, се од мене, јас ќе ве гледам. Само ти биди тука живееш со мене. Вика, не само оваа палата, овој човек, да ми го дај целиот свет, јас не би прифатил, не цел живот да живеам. Ни еден сат не би живеел кај тебе тука. Вика, зошто? Па вика, го имам задоволството од мајка ми и татко ми, тие се задоволни од мене, а го имам и задоволството од Аллах субханаху таала, и јас сум најсреќен, најзадоволен човек. Не ми треба твоето богатство, му вика. Халифата го оставил. Овие зборови наоѓаат големо место во неговото срце. Напушта цело богатство, излегува од палатата, ја менува својата облека да не го познат дека е тој и тргнува, се губи, никој не го знае каде. Неговиот татко, значи праќа абер под дрво, под камен го барат, го нема. Кога после 10 години го наоѓаат мртов во некое место, како работи, како дрвар, како столар. И му нашли на него прстен, на кој пишува јас сум Али ибн Меъмун. Би'ту л-хајата дунја ваштарейту рида Аллах. Вика, јас сум Али ибн Меъмун, ја продадов оваа дуња, а го откупив за возврат Аллаховото задоволство. Ибн ал-Бистам. Ибн ал-Бистам бил вазир, бил како министер, да речеме, во сегашно време, во владата на тогашната држава, која што била, нели, под муслиманите, значи била исламска. Халифата на тоа време многу му љубоморел на Ибн Бестам и реши еден ден да го убие. Прави план како да го убие. Брачуна, зашто има многу богатство, да му го одземи, сакал неговото богатство. Секоја ќе се доближал до планот да го убие во Ибн Бестам, гледа во сон како еден леп застанува погача, нели, тркален за леп, погача, застанува помеѓу него и помеѓу Ибн Бестам. И како тој леп секоја сака да го убие, во сонот му се шири, се прави се поголемо и поголемо и овој се враќа назад, не може да стигне до него. Го фаќа чудесија, вика, зошто вака? И еден ден го повикува, вика, дој се теми го Ибн Бестам кај мене. Го носат ова Ибн Бестам. Му вика, човеку, јас вака и вака, секој ден те гледам во сон, се случува ова. Што е тајната на оваа работа? Ха, вика, не можеш мене да ме убиеш. Зошто? Вели, јас зад мене имам огромна војска. Која војска? Вика, имам дома стара мајка во години, која секоја ноќ пред саба седи со солзи, ги крева рацете и прави дова за мене да Аллах субханаху таала мене ме чува. Затоа вика, немаш пат кај мене. Не можеш да се доближиш кај мене. И вика, 40 години мојата мајка ни еден ден не остај, а да нема леп тоа погача, да го дава на сиромаси како садака, за Аллах мене да ме чува. Затоа вика, не можеш кај мене. Затоа вика, тој леп, тоа што те оттргне од мене, е садаката од мојата мајка која дава за мене. Да имаш родител кој е задоволен од тебе и ти прави хајр дова за тебе, валлахи повредно од цела дуња да имаш и се што има на неа. Кога ќе земеш благослов од мајка, од татко, или дова да прават за тебе, ти си успеал во се. И цел свет да го имаш, ако тие не се задоволни од тебе, валлахи ти си изгубил. Не само што не си добил ништо, него многу се изгубил. Затоа пред се баре го задоволството на Аллах субханаху таала, преку доброчинство на родителите. Види мајка, стара жена, али со атер од незините дови, Аллах субханаху таала го зачувал.
И колку има несреќи што Аллах те зачувал само атеро твоја од мајката или од таткото кој прат хајр дова за тебе. И кој вреди да го сакаш повеќе од тие што се грижеле за тебе да станеш човек денес. Аллах никој не заслужува повеќе внимание. Мухамед ﷺ се качува еден на мимбер и му доаѓа Џебраил алейхи селам. Мухамед ﷺ вика амин, амин, амин. А сахабите го прашуваат: ја Расулуллах, зошто викаш амин? Зошто го кажа тоа амин? Вика дојде Џибраил селам и ми рече: мен едраке ебевейхи рагим енфу мен едраке ебевейхи фалем югфер леху. Вели, далеко да е од Аллаховата милост онај кој ќе го сретне или ќе доживее кај него старост еден од родителите, а тој нема да го заслужи дженнетот. Со тоа е една голема прилика за тебе. Вика, далеку да е. Пази, дова прави Џебраил алейхи селам. Амин вика Мухамед салаллаху алейхи веселем. Најодбраниот, најсаканиот кај Аллах субхану ва таала вика амин. А што е довата? Да биде далеку од Аллаховата милост кој? Онај кој ќе доживат кај него старост еден од родителите или двајцата, а тој нема да го заслужи дженнет со тоа што нема да биде задоволни од него. Треба човек многу да внимава на своите родители. Една случка човек од претходните генерации од селефот тргнува на хаџ. Нормално кафиле, значи група луѓе тргнуваат на хаџ. Знаете, во поранешно време, значи немало превозни средства како сега коли, имало на камилите позади имало како едно дрво направено како куќарка. И во него се качувале луѓето, влегувале внатре. И еден човек сака да оди на хаџ со својот татко. Го става татко му внатре и го чува и цело време одат на хаџ. Лебек, Аллахумме лебек, одат на хаџ радосно, среќни, група. Татко му постар, вика, сине, имам потреба да застаниме. Му се оди по мала потреба. Човекот вика, застанете во кафилето, јас морам да засам со мојот татко. Го крева татко му на себе, го носи. Али во меѓу време дори да изврши нужда родителот, кафилето заминува напред. Што прави овој? Го зема на грб, трча да го стигне кафилето. Значи групата, кафиле, значи групата. Одејќи по пат, татко му почнува многу да плачи. Сега овој за да го смири, да не мисли дека за тоа демек товар му е. Се шали, вика, татко, лесен си бе, знаеш, не си многу тежек, лесен си, не е проблем, и оди. Вика, о, сине, јас не плачам за тоа дали сум лесен или тежок. Не плачам за тоа дека јас сум тежок на тебе. Него јас плачам затоа што на истото ова место го носев пред толку и толку години мојот татко, на истото ова место јас го носев мојот татко на грб. Па сега вика Аллах субхану ва таала даде и мојот син да ме носи мене на својот грб. Вика Мухамед саллаллаху алейхи веселем: берру абаекум табаррукум абнаекум. Вика, бидете добри со вашите родители, со вашите татковци, да и вашите деца бидат добри утре со вас. Како ќе правиш, така ќе ти прават. Немој да мислиш дека ќе останеш ти така. Клањам кога сакаш намаз, учи Куран кога сакаш. Сакаш оди во Аллах и во борба оди. Биди хафиз. Доброчинството е многу битна ствар. Во друга случка, која се случи во Саудитска Арабија, човек му умира жената, постар во години, имал неколку синови и нема кај да остане да живее, мора да оди кај еден од синовите. Оди кај најголемиот. Нормално човекот, синот, значи си има жена, си има деца, си има фамилија. Го земат ден, два, три, жената почнува да се буни. Века, до кога јас ќе гледам овој стар човек тука со нас, да ни прече во куќата? Века, извади го од оваа куќа, или со нас нема живот повеќе. Овој што прави човекот? Вика, добро, ќе го извадам. Имало соба кај што живее слугата нивни. Имало слуга кој е возач. И некој ќе го извадим од тамо слугата, во некој малечко, како шупа, некоја соба запуштена. Ќе го ставиме тамо, татко ми, ќе го носиме храна, ќе живее тамо, надвор од куќаш. Не ни пречи. Жената се согласува добро. Како поминуваат деновите, татком првиот ден доаѓа, јади заедно со него, се смее вториот ден, третиот ден. Со тек на време го заборава. Храна му носи поредко.
možda во месец еднаш дали ќе оди да го види татко му. Човекот останува сам, стар, неиспран, облеката му останала таква, гледа, храна нема однесено, не го гледат никој. И жената направила една посебен тајнир, пошто му било гназ да јадат од истиот тајнир, од истата пајнца. Вика, од овај сад, од овај тајнир, ќе јаде само твојот татко. И само истиот му го носи, го зема, го носи, го зема. Поминува некое време, родителот умира, таткото умира, преселува на ахирет. Иди синот, го гледа татко му умрен, лежи. Околу него гледа пислак, неземено пајажина, гледа лишата фрлени така со месеци може неиспрани. Почнува да плачи, сваќа колку пропуштил. Почнува зема да ги мириса тие лиштата од татко, вика, како не успеав да го дадам хакот на мојот родител. Во тој момент доаѓа син му и си игра со таа саат што било, тој тајнир, таа пајнца. Ја зема во рака и ја крие. Татко му вика, ова е за фрлање, синко, не е за играње. Не, вика, татко, јас ова ќе се го чувам. Ќе го чуваш? Што ќе ти, вика, зошто? Вика, ќе го чувам ова, а за кога ти ќе биде стар и јас кога ќе пораснам, ќе ти давам да јадиш во истата ова пајнца. Во истиот тајнир ќе ти давам и ти да јадиш. Дете што знае ли, види? Аллах субхану ва таала му дава до знаење. Како ќе биде со нив, како ќе прави за твоите родители, така ќе прават и твоите деца за тебе. Затоа вложи право за самиот себе. Колку ќе вложиш во нив, толку ќе го имаш хајрот утре ти. Видите една друга ситуација. Човек, значи, постар во години, паѓа во затвор заедно со својот син. По име, човекот се викал Фадл ибн Јахја. Паѓаат во затвор, нормално во тоа време нема струја, имало како оган тоа што горело за да има светло. И за да земат абдес за сабах намаз, види, синот мисли за татко му да нема абдес, да не зема абдес со ладна вода, да не му е ладно. Што прави? Ја зема водата во нешто и ја става на тој огнот вака ја држи, за да се стопли, да биде млака, да не е ладна. Цело време до сабах намаз седи така да ја стопли на тој оган кој бил како светулка, за да му свети. И ја држи така, за да се стопли, за сабах намаз кога ќе дојди, таткото да земе абдес со топла вода. Тој што бил чувар од затворот, гледа што прави овај син и му угаснува скрос. Тој оган што бил како ламба, како фенер, го гасни скрос. Ги остава во темница, во мрак. Што да прави синот, бара чаре, мисли, што можеш да направи? Зема, нема друго чаре, во затвор, што ќе прави друго? Ја прегрнува водата, застанува, од јација се до сабах, ја држи на себе. За своето тело, топлината на своето тело, малку од малку барем да се затопли таа вода, да не биде ладна. За кога ќе зема абдес неговиот татко со таа вода, замислете да не осеќа студ. Од јација до сабах ја држи водата само малце од малку да не биде толку студена, да не биде толку ладна. Замислете до кој степен пазале да бидат доброчинители со своите родители. Непокорност на мајка на татко е една од причините за твоите дела да не бидат примени кај Аллах субханаху ва таала. Иако клањаш, иако постиш, ако не си бил доброчинител, твоите дела не се креваат кај Аллах субханаху ва таала, не ги прима Аллах. Видете еден случај, доаѓа еден човек е Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Му вика, ја Расулуллах, имаме човек кој е на смртна постела. Му викаме да каже ла илаха илlallah, не може да каже ла илаха илlallah. Прво нешто што прашува Мухамед салаллаху алейхи ва селем, кане юсалли, дали клањаше намаз овај човек? И ка да, беше од намазџиите, клањаше намаз. Вика, што може да биде друго? Оди да го посетат. Пегамбер селам доаѓа кај него, тој легнат на смртна постела. Му вика, ја филан, кажи ла илаха илlallah. Човекот не може да каже ла илаха илlallah. Ка кажи ла илаха илlallah, не може да каже. Вика, што направил овај човек? Му вика, ја Расулуллах, тој има мајка, вака и вака, која што не е задоволна од овај син.
Вика, дојсете ми мајката од овој човек. Доаѓа мајка му. Му вика, ја фуляне, ово ти која си мајка на овој човек. Што мислиш, ако би имал овде еден голем оган, запален, и да ти кажат дека твојот син ќе гори во овој оган, ќе биде фрлен во оган, и имаш ти шанса да го спасиш, со тоа што ќе му правиш халал се, ќе му опростиш и ќе кажеш дека си задоволна од него, и тој ќе биде спасен од овој оган. Дали би го направила тоа за својот син? Вика, ја Расулуллах, како да не? Нормално дека би направила. Па вика, биде задоволна од него, за тој да се спаси од Джехеннем, од огнот на Джехеннем. Вика, оваа жена, фа инни ушхиду Аллах, вика, Аллах субхану та'ала ми е сведок. Ва ашхиди ант, вика, и биде ти сведок, ја Расулуллах, енни радиту мин ибни, дека јас сум задоволен од мојот син. Дека јас сум задоволен од мојот син. И во тој момент му вика Расулуллах алейхи салам на овој човек кој бил на смртна постела. Му вика, кажи сега ла илаха иллаллах. Човекот вика, ешхеду ан ла илаха иллаллах ва ешхеду анна Мухаммедан абдуху ва расулуху. Носи шехадет и умира со шехадет. Значи видите доколку е битно задоволството од мајка и од татко. Кога му дала халал мајка му, успел да каже ла илаха иллаллах, да оди со иман на другиот свет. Муса алейхи салам еден ден застана и рекол, ја Рабби, знаете, Муса алейхи салам е келимуллах, оној кој зборал со Аллах субхану та'ала. Вика, ја Рабби, мен рафиqi ма'i фил џенне. Вика, ја Рабби, кој е мојот најблизо кој ќе биде заедно со мене во џеннет? Аллах субхану та'ала му вика, Еввали раджулен јамуру алейки. Првиот човек што ќе помине од ова улица кај тебе, тој е твојот пријател со тебе во џеннет. Муса сам се чуди. Првиот човек што ќе помине, да. Муса сам чека да види кој е тој човек што ќе помине. Гледа еден човек нормален, поминува. И кога ќе го пратам да видам кој дело го има овој толку големо што Аллах субхану та'ала му гарантира дека ќе биде заедно со мене во џеннет. Па вика, го пратам, гледам што прави, што работи, каде оди. Вика, ништо посебно, се нормално. После тоа, вика, влезе во својата куќа. Имаше таму една стара жена, на која што му дада јадење, ја нахрани, ја преслече, ја гледа, значи, својата, таа стара жена. И вика, излезе, после некој време. Па вика, го застана, викам, о човеку, што ти е таа жена? Вика, таа е мојата мајка. Од толку и толку години јас му правам измет. Ја гледам, му давам јадење, пиење, хранење, пазам на неја. Вика, дали твојата мајка прави некоја дова за тебе? Вика, нема некоја посебна дова, не е нешто посебно. Освен, вика, една дова само прави. Што дова? Вика, секогаш таа дова ја повторува. И што е таа дова? Вели, Аллахумме, иджа'ал ибни ма'a Муса алейхи салам фил џенне. Вика, ја Рабби, направи го мојот син да биде комшија на Муса алейхи салам во џеннет. Че види колку е битна довата од родителот за тебе. Значи, затоа, секој од нас од денес, да речи, ако јас до вчера сум бил непослушен на моите родители, од денес да го сменам мојот однос кон мајка и кон татко. Дори имаме прилика, дори имаме шанса, дори ги имаме живи. После и цел свет да го превртиш, од која ќе заминат на ахирет, ништо нема да добиеш. Затоа сега дори се живи, зборот два не го прави. Кога нешто ќе посака од тебе, изврши го тоа. Ако има шанса да ги направи срекни, направи ги с нив срекни. Ако имаш шанса да зборуваш со некој, да ги направиш по кеф да му одиш, а викаме, пример на телефон, имаш уште малку кредит, зборувај со нив. Имаш нешто прилика да купиш, прво купи за нив. Значи, труди се, што можеш повеќе да направиш за твоите родители. Затоа што најголемото дело кој може да го имаш после таухидот, после обожањето на Аллах субхану та'ала, тоа е доброчинство на мајка и татко. Јас го молам возвишениот Аллах субхану та'ала да не направи сите нас доброчинители на своите родители. Да не направи они од кои родителите ќе бидат задоволни. А заедно со тоа
da bili Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan od svite nas. I da ne sojedini zajedno u Džennetul Firdaus al-A'la. Wa akhir dawana an alhamdulillahi rabbil alamin.